Нихао, Воши Кириер, Тинтян Зай Козиак, Шангвумен Готацан, Дорангун Хожи Жицу, Чицонкига, Дофен Юига, Цинцай Шушема. Абе, сега ти текна доста со кинески, а в 3 дена учам. 3 дена учам кинески, знаеш ли колко е тежак? Инаку, денес сме во Скопје, поточно на Козјак, во околината на Скопје. Многу убаво место, доле е езерото, преубав поглед како што гледате. Сари, се не гледате, има премногу магла, ама верувајте ми, има многу убав поглед. Сари, сега ќе видите, имаме слика. Јако, нели? Преубав поглед. Сега се вратам на нашата тема, колите. Денес имаме еден кинески бренд и што на почеток, без предрасуди, наистина е многу интересно джипче. Стари, джипиште, има 7 седишта. Да го најдеме, дур не се качила маглава. Малце е ладно. Инаку, еве го, ова е ДФСК Glory 580, инаку оние кои што не знаат, ДФСК е еден од најпознатите и најголемите кинески брендови, продаваат огромни милионски бројки. Од неодамна дојде на европскиот пазар, инаку како што гледате, изгледа многу интересно, не е типична копија на некој наш европски модел па да изгледа грда, не, тука е многу убав, изгледа интересно и да, се согласувам со вас, во одредени моменти на одредени делови потсетува како некој наш европски модел, но не е чиста копија. Пак ќе кажам, изгледа доста интересно, а и многу луѓе што ги сретнав деновиве ми кажаа дека им изгледа многу убаво и дека воопшто не очекувале дека ова е кинески бренд. Така да ДФСК имате еден голем лайк. Сега одиме внатре и си извинувам што е прљав, такво е годишно во време, што да правиме? Тука имате доста интересен дизајн, нема премногу копчиња, чисто е, прегледно е. Овие копчиња на екранчево малку ми пречат, инаку ова е 8-инчен екран во основна опрема, во дополнително имате 10-инчен, уште поголем, има навигација, мада му фали некоја картичка цело време бара, како и да е, можете преку телефон да се поврзете, имате тука доле 12 волтен приклучок, па ќе ви треба ваков адаптер за USB. Инаку тука доле имате мала остава за телефон, имате тука горе, а со USB и со Bluetooth можете да се поврзите на екранот, па да се гледа и навигација и се што ви треба преку телефон. Тука се овие копчиња од климата, доста се квалитетни, ми се допаѓаат. Имате мала остава за пијалок и пепелара, имате остава кај наслонот за раката, некои мали тесни остави имате во вратите. Околу материјаливе не се меки, искрено. Ова е некоја тврда пластика. За чудо некој тука надолу имате малку помека пластика. Поточно не е пластика, ова е материјал самоставен врз пластиката, но како и да е, делува доста интересно. Така да, уште еден лайк добивате. Сега одиме да видиме назад, инаку пред да се префрлам имате фейк карбон. Искрено не сум некој фан на овие фейк карбони, не само тука, воопшто секаде каде што се нудат. Но ете, ако некој сака карбон, имате и тука. Да, имате и камерче кој што снима напред, не само за назад да гледате преку екранче, тука можете да снимате и напред, се става картичка и можете да го снимите да си го документирате тоа. Одиме сега назад. Тука позади, прво, многу ми се допаѓа, како што гледате се отвара вратава прилично широко, доста е голема, има големи прозори што помагаат. Прво, многу лесно се влегува и се излегува, што се отвара широко. Големиве стакла помагаат за прегледност и за голема природна светлина внатре во кабината, што е супер. Сега, внатре како што гледате имам огромен простор за нозете, исто така и за главата. Ми се допаѓа доле што нема висок тунел, всушност се е рамно, така да седењето на овој среден дел е прилично удобно. Малце горниот дел пречи, многу бутка нанапред, можеби кога ќе се навалат наназад ќе биде малку поудобно. Како и да е, имате Isofix куки,
кои што многу ми се допаѓаат бидејќи нема пластики над нив да ги вадите па да ги изгубите, доста се лесни за наоѓање и за прицрстување на детското седиште. Имате наслон за рака со две остави за шишиња, што е супер. Тука доле ми се допаѓа, бидејќи имате голема остава веројатно за телефон, имате 12 волтен приклучок на струја и имате некои брзини за клима уредот. Тука немате вентилација, имате тука горе. Исто така тука горе и за задниот дел и тука ми е многу интересно, едва чекам да се префрлам позади. За да дојдеме до нив, прво се спушта овој горен дел, оп, па се крева тука до здола. И сега ќе се префрлам од тука, наместо додам од таа страна. Опа, и еве сме позади. Тука многу ми се допаѓа бидејќи јас сум висок некои 182-3 см небитно и сепак имам доволно простор. Да, сега за нозете не е како напред, но ми се допаѓа бидејќи имам простор за главата и можам да седам па дури на подолги дестинации, што е супер. Инаку имате остава за шишиња и некоја друга мала остава, дали за телефон или за било што ќе користите тука, небитно. Искрено многу ми се допаѓа и не знам зашто толку многу се радувам на овие две седишта. Ги имате и овие пластики кои што го држат појасот кога ги кревате и спуштате седиштава, што помагаат и се доста кул. И сега одиме да видиме позади, бидејќи со вака кренати седишта се намалува багажникот. Сега, багажникот, како што кажав, со кренати задни седишта се намалува, како што гледате, има место само за ранецов, на фичо, некои торби и течно за стаклата, или 375 литри багажен капацитет, но ако тоа ви е малку, се спуштаат седиштава, многу едноставно, на врвкиве, што е супер, добивате совршено рамен под и 2215 литри, доволно голема. Да, се спуштаат ако ви треба и вториот ред од седиштата, се зголемува на тој начин уште повеќе багажникот, што е супер. За жал, нема куки за качалки, моите омилени. Нема ниту приклучок за струја, тука гледам дека оставиле место, но веројатно за другите понапредни нивоа на опременост. Тука доле имате нека мала остава за товарање, што е супер. И тоа е тоа, сега одиме да се повозиме. Опа! Сега сме во кола. Секој е на посебен ред, си имате комоција, има клима, топло е. Да не сум чул да се пожалите сега уште за нешто и да не ви текне дека е добра идеја сега да зборувам пак кинески. Не ви зборувам, дали е јасно? Е така. Сега веќе може да се вратиме на глорита. Искрен да бидам, порано имав, па може да кажам, некои предрасуди спрема кинеските коли. Сметам дека се оправдани, бидејќи во тоа време има доста недостатоци, не исполнува голем број на критериуми, ниту оние основните за секоја кола што би требало да ги има. Но денес е сосема нешто по-различно. Наискрено, не е ова реклама, ми немаат платено. Прв пат соработувам со овој бренд, прв пат соработувам и со импортерот на овој бренд. Но Глори и ДФСК како бренд мора да бидат сватени сериозно, бидејќи, верувајте, да има некој друго европско име и да има некој друго лого, воопшто нема да си претпоставите дека ставна збор за кинески бренд. Видовте како изгледа надвор, видовте што се има внатре и ги доби оние 2 лајка каде што се одобрува се што има. Станува третата работа за да се комплетира целиот пакет, тоа е вожњата сега што имаме. И тука навистина изненадува ептен пријатно, бидејќи има волан и управувачки систем кој што се навистина супер, работат и функционираат одлично. Има мал лак на вртење, што ми се допаѓа, како големо возило, тоа му оди многу во прилог, особено за маневрирање низ град. И исто така е доста прегледен со овие големи прозори.
имате под хауба 1,5 литарски турбо бензинец со 150, односно 148 конски сили, да бидам попрецизен. Соодветно одговара на сите ваши потреби, на сите ваши барања, добро моторче. Е сега, дали поради сето тоа, ќе го добие третиот финален лайк? Делумно, нема да добие лайк, туку ќе добие мал срамежлив лайк, кој што потврдува дека се на добар пат, бидејќи има неколку работи кои што ми пречат, кои што ќе ги извам како маана. Тоа се преголемите столбови тука напред, да, реков дека е прегледен. Точно, големи се стаклата на секаде. Имате паркинг камери и паркинг сензори кои што дополнително помагаат, но во одредени моменти овие дебели столбови знаат да пречат. Исто така се чувствува голема бучава внатре во кабината, бидејќи има нешто помала изолација. Удобноста и комфорноста се намалени поради гумите. Да, кинески се гумите и баш поради тоа сметам дека ако се постават други гуми, удобноста ќе се зголеми, ќе се унапреди и ќе биде многу подобра вожњата на Глори. И на крај е автоматскиот CVT менувач, кој што не само тука, туку општо секаде во било кој бренд, во било кој друг модел, јас не го сакам. За оние кои што не знаат, CVT автоматскиот менувач нема брзини, туку има неколку преноси. Тоа значи дека ги крева вртежите на повисока бројка и постепено забрзува автомобилот. Со тоа се добива поголема бучава и едно неприродно чувство како да имате сгрешена некоја брзина. Да, тоа се намалува кога ќе го ставите во спортскиот режим и полуавтоматски ќе ги менувате брзините, но сепак јас не можам да се навикнам на таквиот начин, на таквата бучава и поради тоа ќе го извам како критика. Сепак, имајте на ум дека Глори 580 чини 16.000 евра, што е супер цена. Доаѓа со навистина интересна опрема, како што видовте, кожни седишта, 2 камери, паркинг сензори, сончев кров, греачи и што многу други работи. Исто така джипиште, има 7 седишта, огромен е. И кога сме веќе кај тоа, и јас сега ќе застанам, бидејќи многу ми е мерак, не знам зашто, ама сакам да се возам на третиот ред. Навистина ми се интересни тие седишта, плюс тука е доста комфорно. Така да, кој од вас сака да вози? Ќе возите и двајцата полека. И дечки, тоа ќе биде тоа. Следете не, ова беше нашата 14-та епизода, го возиме Глори 580, наскоро се гледаме со нова епизода. Следете не, чао!